Okay. Next train. The next train. Go. Yes, next. I need help. Help me, thank you. Help me. Стотици мигранти во Демир Капија секојдневно молат за некаков транспорт, за да си го лестат патот кон Европа. Секој од нив со својата приказна. Бараат со воз да ја минат Македонија, иако тоа е незаконски. Семејството Хусеино од Сирија сакаат да заминат за Германија, каде што може да се направи операција за нивното болно 5-месечно бебе. Полицијата во Демир Капија само на ова семејство му дозволи да се качи во возот кој оди за Скопје. Другите мигранти останаа да го чекаат следниот воз, следната шанса. Додека чекаат, некои одмараат, некои јадат, некои се грижат за личната хигиена. Let me say, Greece to here is about 3-4 days. It's by leg, you know. All there is paining. You see, all this one is about 4 days journey. Покрај железничката пруга, група волонтери само иницијативно им помагаат на мигрантите да ја изгасат жетта. Ги снабдуваат со обувки, храна и облеки. Се обидуваат да се качат, иако им кажуваме и не разбираат. На англиски им збориме, тие не разбираат. И велиме дека не може да се качат, дека не е законски, дека полицијата не дозволува, тие сепак секогаш најмногу се собираат во тој период, временски период од 6 до 8. И сепак имаат надеж дека можеби некој ќе успее да се качи на воз. Неодамна 24-годишната американка, која веќе 4 години шета низ светот во земјава, имала проблеми со полиција. Сакале да ја казнат со 500 евра затоа што ја затекнале како на мигрант му помага. Two police officers came to where I was helping and shined their light in my face and in my eyes and asked for my documents. And so I gave them my passport and called over one of my friends to help translate because they do not speak any English. And they told me it is illegal for tourists to give humanitarian work or to do humanitarian work and that I must stop. Велосипедот стана новото главно превозно средство низ Македонија за помладите мигранти. Некои од нив се жалат на мафија. Jungle, Macedonia boundary, Greece, mafia, Musafir problem. Некои пак само радосно не одминаа. Од Демир Капија до Велес видовме стотици мигранти на велосипеди, кои брзаа да ја напуштат земјава. Првата станица за одмор им е во Градско. Група од стотина мигранти под сенка одмараат од долгиот пат. Јасин Саланги доаѓа од Афганистан. Границата ја минал пеш преку шума, а за да се заштити од грабежи и криминални банди и се приклучил на поголемата група мигранти, натевајќи се дека така ќе биде безбедно. We have heard that the price of things that we need to buy is very cheaper for the local people here, and it is 5 times expensive to us. For example, one of the bike is like I've heard that one of the Macedonian guys, he said one of the bike for us is just around 30 euro. It's for us 140, 130, and myself I bought 130 euro one of the bike. Мухата лави пак доаѓа од Јемен. No, we walked from the Salonik up to here, and to the previous village, and we took the bicycles. We walked about how much? About 150 kilometers. Проблем имаме со владата, немаме со народот. До сега неколку граѓани ни помогнаа, ни дадоа храна, вода и лекови, велат. If the government makes it easier for us, it has. I mean, it gets benefit from us. You know why? Because we came here, we get to the markets, we enrich the economy of the country. You know that? If we could go by a train, and that would be easier and maybe helpful. And just we request that, but if they gave us a way that we can go, so if it is possible for them to just to go, it will be very safe
thing for us and a very big help to us. Меѓу мигрантите запознавме луѓе кои се IT инженери, доктори, фармацевти, маркетинг агенти и правници. Со нив патуваше и новинарот Метју Касел кој работи на сторија за патот на мигрантите. I think it's important to really understand who these people are who are coming to Europe, why they're leaving their countries, and just how difficult it is to actually reach Europe. And I think that it's very shameful the way that Western governments are making them, suffer and die in boats or even die on the roads. Like, it's been a very emotional few days, and I've seen old people and young people really suffering. I heard that even one old man died on the road and was left on the road the other day. And I think it's really shameful that we're making people who have been through so much and who are so strong go through this kind of difficult journey just so they can have a better life for themselves and their families. Спиеме покрај железничка пруга, пешачиме покрај неа. Очигледно е дека властите знаат дека мигрантите тука минуваат. Зошто им дозволуваат да се возат по автопат со велосипеди, а не им даваат да си купат карта за воз? Едноставно нема логика. But one thing that's really surprised me has been the kind of warmth of ordinary Macedonians. Like, farmers have opened their taps to the migrants and the refugees passing through their farmlands, and people have raised their fists or thrown like bags of chips to people and kids out of their cars and stuff, and that's been really, really nice to witness. And I think it's made people here feel really, feel like, okay, actually they're not just being ignored by people in Europe and people in Macedonia, because they hear stories, and a lot of them have actually experienced the brutality of the government and the police in this country. Белешаните велат дека во нивниот град стотици мигранти минуваат секојдневно и дека само владата е таа што може да им помогне. Што 150? Уедна? Како 150? 500-600 најмалце. Дневно? Дневно, да. Најмалце 500-600. Може би повеќе. Што мислите, што треба да се направи за да им се помогне полесно да поминат? Да им истуриме вода повргу да минат од Македонија. Автобусите законно што побрзо се донесе до граници и се дуга 2 сата. Каде се мачат джави? Виза или возте вагон неки пушта. Тоа да не само третираат. Мигрантите што немаат пари за велосипед низ Македонија минуваат пеш.